никој нема проблем со овој текст на нацрт на амандманите, освен некој ако не мисли добро на еднината на државата и кој што не сака да ја види како дел од и од НАТО. Самото декларирање дека било која критика на амандманите, значи дека сте против државата, во основа не ми се свиѓа како начин на комуникација. Им значи нешто на албанците вклучувањето на Охридскиот рамковен договор во преамбулата? Ке ошто ќе позитив. За мене клучната критика на целиот договор е всушност дека станува збор за конечен договор кој не е конечен. Бидејќи не знаевме што ќе бидат уставните амандмани, сега не знаеме што ќе биде уставниот закон, не знаеме што ќе биде исходот на разговорите за употребата на брендовите, трговската употреба на брендовите македонски и македонски и трговските имиња и не знаеме што ќе биде исходот на Комисијата за археологија, историја и образование. Се разбира дека постојат многу вкоренети стереотипи, историски анимозитети. Се уште ние имаме историски читанки кај нас и ги учиме генерациите дека соседите ни се волци кои сакаат да не распарчат. И ако продолжиме да ги перпетуираме, таквите размислувања и ставови нема никаде да стасаме, освен да се вкопаме во една дупка во центарот на Балканот. Ако ние збориме за Македонија дека државата има додавка, значи не се менува името, ја не гледам дека се менува името, го се додава една, како се вика, географска одредица, а албанскиот народ во Македонија се нарекува 20%, население кој што е над 20%. Поголема навреда, мислам дека не постои за било кој народ. Дали Република Северна Македонија ќе стане членка на НАТО?